Синдбад морепловецот. Кога царувал халифот Харун ал Рашид, во Багдад живеел еден човек кого што луѓето го викале Синдбад. Тој бил отепан сиромав и за мала награда на својата глава разнесувал секаков вид товар. Еднаш, кога на сончевиот припек носел некаков тежок предмет капнат од умора, Синдбад седнал да се одмори пред куќата на еден трговец, каде што имало клупа. Од подотворената влезна врата до него продирала пријатна ладовина од градината и до ушите му допреле звуците на флејта и песните на секакви птици, гугутки, персиски славеи, дроздови, горски гулаби и сладкопојни еребици. Синдбад зирнал низ вратата и во долниот дел од градината забележал многумина робови и слуги, какви што имаат само царевите и султаните. Носачот го кренал погледот код небото и извикал: Господи, ти даруваш со богатство кого што сакаш, а на сиромаштво осудуваш кого што сакаш. Некои луѓе правиш срекни, а други, како мене, осудуваш на црна работа и ги подложуваш на понижувања. Синдбад станал од клупата и токму сакал да си го продолжи патот, кога во тој миг од вратата излегол еден слуга облечен во скапа облека и му рекол: Дојди, господарот те вика. Отпрвин носачот не сакал да влезе внатре, но после се премислил. Го оставил товарот кај чуварот и тргнал по слугата, кој го одвел во една голема сала. Среде салата била поставена богата трпеза со невидени јадења, плодови и пијалоци. Многумина видни луѓе биле насобрани крај трпезата, а највидното место го заземал самиот домакин, чесен човек со благородно лице и со побелена брада. Наоколу се шеткале прекрасни робинки, а од некаде продирале звуци на тивка музика. Синдбад ги поздравил благородниците што се гоштавале и застанал пред нив со сведната глава. Повели, му рекол домакинот и му направил место до себе. Кога седнал носачот крај трпезата, домакинот го прашал: Како се викаш и што работиш? Се викам Синдбад, одговори гостинот. Наглава разнесувам секаков товар и со тоа си го вадам лебот. И јас се викам Синдбад, се засмеал домакинот. Само што јас се викам Синдбад морепловецот. И, откако замолчал за малку, додал: Јас те слушнав кога му се оплакуваше на Бога за својата сиромаштија и затоа те поканив да дојдеш. Ке ти ги раскажам сега настаните од мојот живот за да разбереш по какви маки и по колку премрежија станав среќен и богат човек. Јас направив 6 патувања и секое патување е еден чуден расказ. Домакинот се обратил кон сите гости на трпезата и рекол: Слушнете ја и вие, драги гости, мојата необична историја. Прво патување. Татко ми беше богат трговец и кога умре ми остави многу пари и имот. Јас живеев безгрижно, се облекував во скапа облека, пирував со пријателите и мислев дека ќе трае вечно тој богат и безгрижен живот. Но еден ден парите ми се свршија и јас си дојдов на себе си. Кога сватив дека сум го изел своето богатство, си спомнив за зборовите на татко ми кој често имаше обичај да вели: Има 3 работи подобри од 3 други. Денот на смртта е подобар од денот на раѓањето. Живото куче е подобро од мртвиот лав и гробот е подобар од сиромаштијата. Јас го продадов она што ми беше останато, собрав 3000 жолтици и решив да си ја побарам среќата во далечни земји. Накупив разни стоки и заедно со други трговци заминав за Басра, каде што се качив на една галија.
Ние патувавме дни и ноќи и застанувавме покрај некои острови каде што продававме и разменувавме стока. Еден ден стигнавме до еден остров кој прилегаше на рајска градина. Капетанот на галијата фрли котва и ние слеговме на брегот. Некои запалија огнови и почнаа да приготвуваат јадења, други се зафатија да си ја перат облеката, а трети, меѓу кои се наоѓав и јас, тргнаа на прошетка. По едно време, капетанот скокна на палубата и свика колку што го држеше глас. Бргу, бегајте на галијава! Островот на кој се наоѓаме не е остров, туку огромна риба. Таа е заседната во морето и обрастена со дрвја, но вашите огнови ја стоплиле и ја раздвижиле. Еве, таа сега ќе се нурне во водата и сите ќе изгинеме. Веднаш трчете ваму и спасувајте се. Од овие загрижувачки викотници на капетанот, патниците летнаа да бегаат кон галијата. Многумина се спасија, но други, како мене, не успеаа да избегаат, па островот, откако се раздвижи, потона во морето. Во последниот миг јас се дофатив за едно големо корито, седнав во него и запливав по бескрајната водена шир. Цел ден и цела ноќ се носев низ морето, додека најпосле ветрот и бреновите не го изфрлија коритото до еден остров со крајбрежни дрвја чишто гранки беа надвиснати над самата вода. Јас се фатив за една гранка и со голема мака успеав да се спуштам на островот. Бев толку изморен и премален што веднаш паднав на земи и се унесов во длабок сон. Се разбудив дури на следното утро и тргнав да си побарам храна. На островот имаше многу плодови со кои си го заситив гладот. Едно време излегов на една зелена пољана и видов еден прекрасен ждребец кој пасеше трева. И додека го гледав ждребецот и му се одушевував, одненадеж пред мене излезе некаков човек. Кој си ти и што бараш во нашава земја? Ме праша непознатиот. Јас сум туѓинец, му одговорив. Патував по морето, но галијата ни потона и јас одвај успеав да допливам дотука во едно корито. Кажи ми каков е овој ждребец и зошто сам пасе на полјанава? Ти си попаднал во земјата на цар Мирџан, а јас сум еден од неговите многубројни коњари, рече човекот. Секој од нас се грижи само за еден коњ. Навечер ние сите коњи ги водиме на пасење во оваа полјана, а наутро ги прибираме во коњушниците. Нашиот цар многу ги сака тугинците. Да појдеме кај него, тој љубезно ќе те пречека и ќе ти помогне. Коњарот го натокми ждребецот со сребрена узда и ние тргнавме кон царската престолнина. Кога стигнавме во дворецот, стражата не воведе кај цар Мирџан, кој седеше на висок престол. Јас го поздравив и му пожелав среќа и долг живот. Добре е дошол, одговори царот и почна да ме распрашува кој сум, што сум и од каде сум дојден. Јас му ги кажав сите мои преживеани маки, а тој ме ободри со благи зборови и ме покани да останам кај него во дворецот. Наскоро цар Мирџан ме засака како свој син и ме наименува за началник на пристаништето. Од утро до вечер јас го обиколував брегот и во една книга ги запишував галиите што пристигаа и стоките што се растоваруваа. Но колку и да живеев добро на тој остров, копнежот по татковината до болка ми го свиваше срцето. Штом ке пристигнеше некоја нова галија, јас одев кај трговците и кај морнарите и ги распрашував дали знаат каде се наоѓа Багдад и дали не патуваат натаму. Но никој не знаеше каде се наоѓа Багдад, дури и никој не го имаше слушнато неговото име. Јас долго престојував во земјата на цар Мирџан и многу чудни работи видов во неа. Таму имаше риби со глави на буф, имаше тигри што летаат и дрвја што пеат. Но ако почнам да раскажувам за сите тие чуда,
Расказиве не ќе имаат крај. Еден ден до островот се приближи огромна галија со многумина трговци и морнари. Кога влезе галијата во пристаништето, морнарите спуштија скала на брегот и почнаа да истоваруваат секаква стока. Јас стоев наблизу и бележев се во книгата. Нема ли друга стока на галијава? Го прашав приквечер капетанот. Има уште некои балиња, одговори тој, но нивниот сопственик одамна потона во морето. Ние сакавме да ја продадеме неговата стока, а парите да им ги однесеме на неговите роднини во Багдад. Како се викал тој човек? Го вика Синдбад морепловецот. Кога го слушнав тоа, јас викав: Капетане, јас сум Синдбад морепловецот кој слезе од твојата галија на островот Риба и не можеше да побегне. Моите другари потонаа, но јас се спасив со милоста Божја. Тие балиња се мои. Ти сакаш да ме измамиш и да ја земеш стоката, рече капетанот. Ние видовме како потона Синдбад, заедно со многумина други трговци. Зар не ти е срам да ме лажеш? Тогаш јас го раскажав моето доживување до најмали ситници и капетанот поверува дека пред него навистина се наоѓа Синдбад морепловецот. Тој ми го честита моето среќно спасување и им заповеда на морнарите да ги симнат од галијата сите балиња на кои беше испишано моето име. Јас ги одбрав најскапите ткаенини и му ги однесов на царот, раскажувајќи му за случајот. Царот, изненаден од моето раскажување, богато ме награди. Потоа јас ја продадов мојата стока и со добиените пари си накупував многу други стоки и ги натоварив на галијата. По неколку дни отидов кај цар Мирџан, му се заблагодарив за гостопримството и го замолив да ме пушти да се вратам во мојата татковина. Царот ме благослови, ме обсипа со невидени подароци и ми пожела добар пат. Нашата галија патуваше многу дни и ноќи додека најпосле не стигна во Басра. Оттаму јас тргнав за Багдад и се најдов во татковата куќа, обкружен од роднини и пријатели. Продадов се што имав купено и одново заживеав во изобилство и безгрижност. Така заврши моето прво патување, а утре, ако сме живи и здрави, ќе ги слушнете моите натамошни доживувања. Синдбад морепловецот му дал на Синдбад носачот 100 жолдици, го благословил и го пратил дома. Носачот си тргнал и низ целиот пат си размислувал за чудните каприци и изненадувања на судбината. Следното утро пак отишол во куќата на Синдбад морепловецот, кој срдечно го пречекал и го поканил да седне од неговата десна страна. Кога пристигнале сите гости и се сместиле крај трпезата, Синдбад морепловецот почнал да го раскажува своето второ патување. Многу дни поминав јас во Багдад и животот ми минуваше во пирови и веселби. Но еден ден ми издодеа да седам се на едно место и решив одново да тргнам во широкиот свет. Изнакупив стоки и скапоцени предмети, се стегнав за пат и заедно со други трговци се качив на една галија со лебедово бели платна. Попатниот ветер ги наду платната и не понесе низ недогледната морска шир. Ние крстосавме многу мориња и едно рано утро стигнавме до еден прекрасен остров со миризливи цвеќиња, со распеани птици и со разлистени дрвја на чиишто гранки висеа непознати плодови. Сите слеговме на островот и тргнавме да го разгледаме. По едно време јас се осамив крај еден бистар извор, каснав од она што го носев со себе и се истегнав на тревата. Ме дувна пријатен ветрец и ме унесе во сон. Колку сум спиел, не знам, но кога се разбудив, околу мене немаше никој. Се упатив кон морето, од галијата немаше ни трага. Таа отпловила,
а мене ме заборавиле. Јас останав сам на островот и заплакав од мака. Кој ѓавол ме тераше да си ја напуштам родната куќа, каде што живеев срекно и безгрижно, и да се изложувам на нови опасности. Во првото патување успеав да се спасам, но сега одвајли можев и да се надевам на спасување. Премален и очаен, јас се искачив на едно дрво и почнав да го разгледувам надолго и на широко ненаселениот остров. И како што се загледував на сите страни, одеднаш во далечината догледав некаква бела купола. Тоа е сигурно дворецот на овдешниот цар, радосно си помислив јас. Ај да појдам кај царот, можеби тој ќе ми помогне да се вратам во Багдад. Охрабрен од таа мисла, скокнав од дрвото и се упатив во тој правец. Кога се доближив до куполата, изненадено забележав дека е таа огромна топка без врати и прозорци. Сакав да се искачам на низиниот врв, но зидовите беа толку мазни и лизгави, што јас постојано се лизгав надолу. Од ненадеж над мене се затемни и јас ги кренав очите кон небото. Една гигантска птица леташе во височините и го зацкриваше сонцето како темен облак. Од разни скитници по далечните земји имав слушнато дека на некои острови живее птицата рух, која ги храни своите деца со слонови. Веднаш сфатив дека огромната бела топка е јајце на таа птица. Се скрив и почекав да видам што ќе стане. Птицата се спушти врз јајцето, го покри со крилјата, си ги опна нозете доземи и заспа. Тогаш јас ја одмотав чалмата од мојава глава и едниот крај го врзав за нозете на заспаната птица, а другиот го стегнав за мојов појас и си реков: утре птицава ќе летне и можеби ќе ме однесе во некоја земја каде што има градови и луѓе. Дури и да паднам и да се отепам, сепак е подобро да умрам одошто да останам на овој ненаселен остров. Взори птицата рух се разбуди, ги распери крилјата и со силен писок се крена во воздухот. Јас цврсто се шчепав за незините нозе и со се неа летнав во облаците. Таа се носеше над мориња и планини, потоа почна да се спушта надолу, додека најпосле не се спушти на земи. Јас предпазливо ја одврзав чалмата и се скрив зад еден камен. Птицата грабна нешто долго и дебело и откако летна одново, забележав дека во незините ногти се грчи огромна змија. Разгледав околу мене и забележав дека се наоѓам во длабока долина обградена со високи и непристапни планини. Се спасив од една незгода, а попаднав во друга, си помислив. Подобро да останев на оној остров. Таму барем имаше овошје и бистра вода, а тука нема ништо друго освен камења. Тргнав низ долината со наведната глава, губејќи веќе секаква надеж дека некогаш ќе се вратам во Багдад. Наскоро сонцето се покажа зад планината и неочекувано целата долина светна со заслепувачки блесок. Од секој камен се прелеваа сини, жолти и црвени од блесоци. Долината беше полна со елмази и самата земја во неа беше елмазна. Додека стоев вчудовиден од таа чудна гледка, околу мене се разнесе некакво съскање. Од под камењата почнаа да ползат огромни змии, за да се подстоплат на припекот. Змиите беа големи колку највисока палма и секоја од нив можеше да голтне цел слон. Ме обзеде неискажлив ужас и јас сакав да избегам и да се скријам некаде. Тогаш наблизу догледав една пештера, па побрзав да се вовлечам во неа и го затнав влезот со еден голем камен. И токму помислив дека сум се засолнил на сигурно место, евети нов страв. Среде пештерата лежеше свиткана во клопче огромна змија и ме гледаше со своите студени и стаклести очи.
се здрвив на местото и така останав до другиот ден, очекувајќи секој миг да ме голтне змијата. Фала му на Аллаха што таа и не ме допре. Кога се зазори, јас внимателно го поместив каменот на влезот и се извлеков надвор. Снемоштен од страф, од бесоница и од глад, како пијан зачекорив низ долината и, не сакаш ли, од некаде пред нозете ми падна половина заклана и одрана овца. Погледнав нагоре и видов само небо и карпи. Во сеќавањето наеднаш ми се јави едно веќе заборавено раскажување. Некогаш во Багдад се зборуваше дека долината на елмазите се наоѓала на крајот од светот и дека никој не можел да продре во неа. Но трговците со Итрина успевале да извлекуваат елмази од неа. Тие распорувале некоја овца и парчињата ги фрлале од планината во долината. Елмазите се залепувале на крвавите парчиња кои орлите и јастребите со своите ногти ги дигале по планинските врвови. Со викотници и со тропање на штици, трговците ги бркале птиците од месото, ги собирале елмазите, а месото им го оставале на мршојатците. Кога падна пред мене огромното парче од закланата овца, јас се сетив за тоа раскажување, ги собрав елмазите залепени по месото и ги набутав во облеката. Потоа ја ставив овцата на градите, врзувајќи се себе си за неа со чалмата и легнав на грб. Не помина ни минута, а во долината се спушти еден планински орел, цврсто го зграби со ноктите богатиот плен и летна нагоре. Тој се спушти среде една шума во планината и почна да го колве месото, но наеднаш се слушна викотница и тропање на штици. Исплашениот орел го остави пленот и летна, а јас се одврзав чалмата и се исправив сиот извалкан од крв. Помалку, од кај дрвјата излезе еден човек, сиот обраснат во брада, со стап и со дрвен штит во рацете. Тој продолжуваше да вика и да удира со пратот по дрвениот штит за да го избрка орелот. Кога ја виде овцата, тој се наведна и почна да ја разгледува од сите страни, но не најде ни еден елмаз. "О, тешко мене," залелека непознатиот. "Половина овца фрли во долината, а Аллах не ми прати ниту еден елмаз." Тогаш јас се доближив до него, окрвавен, испрашен, бос и со распарталена облека, и брадосаниот човек се скамени од страв, засолнувајќи се за дрвениот штит. "Кој си ти и како си се нашол овде?" проговори тој со растреперен глас. "Не плаши се," му реков. "Јас сум чесен трговец и ништо лошо нема да ти сторам. Многу препатив додека стигнав до ова место, и ако ми помогнеш да се извлечам одовде, ќе ти дадам толку елмази колку што не си имал никогаш." "И јас сум трговец," рече непознатиот, успокоен и зарадуван од моите зборови. Во тоа време меѓу дрвјата се покажаа и други трговци кои дојдоа кај нас и не обколија. Јас им ги раскажав моите необични маки и страдања и на секого од нив му подарив по грст елмази, а на брадестиот трговец што имаше фрлено овцата во долината, му дадов 2 грста. За мене останаа уште толку елмази колку што им дадов на сите нив. Трговците ми заблагодарија и ми пожелаа долг живот, а за возврат ми дадоа убава облека. Целата ноќ ја поминав со нив во прикажување и разговори, па научив многу работи кои дотогаш не сум ги знаел. Утредента ние слеговме од планината и долго патувавме низ полиња и шуми преку планини и мориња. И насекаде среќававме безбројни чуда. На еден остров видовме камфорови дрвја и секој од нив фрлаше сенка колку за 100 души. Кога ќе забодеш нож во тоа дрво, под неговата кора избива камфорова вода и се претвора во смола. На истиот остров го видовме и животното каркадан со долг рог на глава. Тоа пасе трева како нашите крави и биволи и на својот рог носи цел слон,
но од силната сончева топлина маста на слонот се слива во очите на каркаданот и го ослепува. Тогаш каркаданот легнува на земји и птицата Ру го одвлекува во своето гнездо со се слонот. Така одевме ние по белиот свет, додека најпосле јас не се разделив од трговците и тргнав за Багдад. Кога стигнав дома, немаше крај радоста на моите роднини и пријатели. Јас им дадов на сите скапи подароци, ги продадов елмазите и одново заживеав среќно и безгрижно. Таква е повеста за моето второ патување. Утре, ако сме живи и здрави, ке слушнете што се случи понатаму. Синдбад морепловецот извадил од кесето 100 жолтици и му ги дал на Синдбад носачот. Носачот се вратил дома и следното утро одново отишол кај својот добротвор. Добре дојде, љубезно го пресретнал Синдбад морепловецот и откако се собрале и другите гости, тој го почнал расказот за своето трето патување. Како што ви реков вчера, јас ги продадов елмазите и со добиените пари го почнав својот поранешен весел живот. Но дните минуваа толку еднообразно што јас одново решив да го напуштам Багдад и да прошетам по светот. Речено, сторено. Си накупив секаква стока и еден ден заминав за Басра. Таму сретнав многумина други трговци, се добри луѓе и правоверни муслимани. Се качивме на една голема галија и тргнавме на пат. Нашиот капетан се викаше Бузург и беше дебел човек со долга брада. Во почетокот дуваше попатен ветар и нашата галија се носеше брзо напред. Но едно утро од сите страни се стемни и не зафати страшна бура. Галијата се заметка како корупка низ морето, врз палубата удираа разбеснети бранови. Ние помисливме дека ни дошол крајот и занемевме од страв. Само капетанот Бузург беше спокоен. Тој стоеше пред кормилото и смело и се протиставуваше на развиорената стихија. Кон пладне, бурата стивна, брановите се смирија и небото се разведри. Кога сите мислевме дека сме се спасиле, капетанот одеднаш почна да се удира по лицето и да си ја кубе брадата. "Несреќа!" се развика тој. "Бурата не фрлила во опасна струја која не носи во земјата на влакнестите луѓе. Жителите на таа земја личат на мајмуни и никој не може да се спаси од нивната жестокост." И уште капетанот не ги беше дорекол тие зборови, кога галијата се вклешти крај некаков остров и од сите страни запловија кон нас безброј мали човечиња. Тие наидуваа како скакулци, целите обраснати во влакна со жолти очи и црни лица, се јазеа по јажињата на галијата и ги гризеа со заби. Мајмуноликите суштества просто ја преплавија галијата и се нафрлија врз патниците, грабејки им ја стоката. "Зар ке се плашиме од овие мајмуни?" свикав јас и го извлеков мечот. "Варди се, Синдбаде!" ме предупреди капетанот, фаќајки ме за рака. "За секој отепан мајмун против тебе ќе излезат 100 нови и ќе те растргнат. Подобро е да избегаме на островот и да им ја оставиме галијава." Ние изрипавме на брегот, а по нас другите патници и морнари, а влакнестите човечиња ја одвлекоа галијата во морето и не се изгубија од очите. Долго стоевме на непознатиот остров и се чудевме што да правиме. Откако набравме овошје од блиските дрвја и си го заситивме гладот, се упативме кон натрешноста на островот. И како што одевме, одненадеж стигнавме до еден дворец обграден со високи ѕидови. Црната дрвена врата беше широм отворена и ние влеговме во широк двор. Среде имаше расфрлени садови и оглодани коски. Овде онде се гледаа огништа со жар што тлееше. Бидејќи бевме многу изморени, некои од нас испоседнаа на клупата, а другите си легнаа на земи.
Речиси сите се унесовме во сон, кога, по едно време, земјата од ненадеж се стресе и ние се разбудивме. Се слушна некаков чуден шум и од дворецот излезе огромен црнокош човек, висок колку палма. Очите му светеа како распалени јаглени, устата му беше голема колку отворот бунар и од неа стрчаа долги вепарски заби, ушите му допираа дури до рамениците, а ноктите на рацете му беа широки и остри како на лав. Џинот бавно се приближуваше и од неговото силно дишење дрвјата зашумолеа како пред бура. Тој се доближи и се наведна над нас, ме грабна мене за едната рака и почна да ме пофаќа како да сум јагне за колење. Но јас бев слаб и премален, па затоа џинот ме пушти на земи и зеде друг трговец. Откако го преврте од обете страни, тој и него го остави и го крена во воздух капетанот Бузург, кој од сите нас беше појадар и подебел. Човекојадецот го наде на капетанот на огромен ражен, распали еден жарник и долго го вртеше раженот на жарта, додека не се испече несрекникот. Тогаш црнокожиот џин ја изеде својата жртва лакомо и ги оглода коските и ги фрли во дворот. Потоа легна на клупата и зарка со толкава сила не баре околу нас затрештија грмотевици. Откако се уверивме дека џинот длабоко заспал, ние решивме да избегаме, за да не снајде судбината на капетанот Бузург. Погледнете ги оние греди, реков и ги покажав гредите натрупани во долниот дел на дворот. Да пренесеме неколку од нив на морскиот брег и да си направиме сплав со кој ќе избегаме, но пред да го напуштиме островов ќе треба да го отепаме злосторников. Другарите го прифатија мојот предлог и додека спиеше човекојадецот, ние тивко извлековме 20 долги греди и ги пренесовме на брегот, каде што цврсто ги врзавме со јажиња од палмово лико. Така направивме еден голем сплав. Приквечер се вративме во дворот на дворецот, но на наше големо изненадување џинот беше исчезнат. Изнаседнавме околу долгата клупа и почнавме да размислуваме на каков начин да го отепаме човекојадецот. И како што зборувавме, земјата одново се стресе и од дворецот пак се појави црнокожиот џин кој дојде кај нас и повторно си одбра еден трговец. Откако го испече и го изеде, тој се истегна на клупата и зарка како заклан. Ова ти е последна жртва, реков јас и им дадов знак на моите другари да ме следат. Ние нагоревме до вцрвување 2 ражена што ги најдовме наблизу, се провлековме до заспаниот џин и со сета сила му ги забивме вжештените ражени во очите. Ослепениот човекојадец рипна со страшно рикање и почна да пребарува со рацете околу себе, за да ги дофати своите непријатели. Но ние летнавме преку глава кон брегот, се качивме на приготвениот сплав и запловивме по морето, веслајки со 2 тенки палми. Џинот викаше и трчаше така што на неговите викотници дотрчаа уште 2 џина, исто така страшни како него. Тие одронија од крајбрежната карпа по еден огромен камен и ги фрлија по нас. Камењата паднаа близу до нас и кренаа толку високи бранови што сплавот се преврте. Моите сопатници се издавија и потонаа зашто не умееја да пливаат. Само јас и уште 2 помлади трговци, Ахмет и Хасан, успеавме да се фатиме за сплавот и да се искачиме врз него. Брановите ги одвлекоа палмите што ни служеа наместо весла и ние тргнавме низ море управувајќи го сплавот со нозе. Така ја поминавме ноќта, мокри и стресени од студ, додека взори не забележавме некаков брег. Со крајни усилби се добравме до брегот и откако се најадовме со корени и јаготки, легнавме под едно високо дрво и заспавме длабоко. Ме разбуди чуден шум, небаре некој кршеше ореви со заби. Се обзрнав наоколу и недалеку од мене видов еден огромен змеј кој лежеше на стомак и мрзливо џвакаше нешто меѓу челустите.
Од устата на змеот се подаваа две човечки нозе во сандали и по нив јас ги познав нозете на Ахмет. Полека, Ахмет целиот исчезна во стомакот на чудовиштето и тогаш змеот заползи и се скри во спротивната шума. Што ли се случило со Хасан, си помислив, да не го изел и него змеот? Еј, Хасане, каде си? Извикав јас. Овде сум, се јави глас од озгора. Кренав глава и го догледав Хасана кој се имаше скриено во гранките на дрвото, сиот премрен од страв. И јас се искачив на дрвото и таму останавме со Хасана до вечерта, очекувајќи да се врати змеот. Се спушти ноќта, а чудовиштето се уште не излегуваше. Најпосле, уморот го совлада Хасан и тој заспа потпрен на една дебела гранка со провиснати нозе надолу. Наскоро задремав и јас. Кога се разбудив, сонцето се беше искачило високо на небото. Се наведнав и со поглед го побарав Хасан. На гранката го немаше, само на тревата под дрвото се белееше неговата палма и јас сватив дека и тој отишол во стомакот на змеот. Останав сам на островот. Долго барав место да се скријам од змеот, но наоколу не се гледаше ниту пештера, ниту некое друго скришно место. Седнав на брегот и се замислив како да се спасам од чудовиштето. Неочекувано, брановите изфрлија пред мене неколку широки и дебели штици од галија. Јас ги врзав со лико од палма и направив нешто како ковчег. Легнав во ковчегот и го затворив од озгора пак со штици, цврсто врзани едно за друго, и зачекав. По едно време, змеот дојде и, откако насети мирис на човечко месо, го загриза ковчегот и се обиде да го прегризи и да го извлече пленот. Но штиците беа цврсти и ги издржаа неговите заби. Тој се разлути и го заудира ковчегот со опашката, но пак не можеше да го скрши. Чудовиштето напразно се обидуваше да се добере до мене, додека најпосле не се измори и со гневно съскање се прибра во шумата. Тогаш јас ги разврзав штиците, скокнав на нозе и се стрчав кон морскиот брег. Подобро да се удавам во морето одошто да загинам во устата на змеот, си реков. Но во тој миг во далечината се зададе една галија носена од попатен ветар. Јас ја слеков кошулата и ја размавтав високо над глава. Морнарите ме забележаа и ја управија галијата кон островот. Јас се фрлив во морето и помалку, двајца здрави морнари ме извлекоа со јаже на палубата. Сите почнаа да ме распрашуваат како сум се нашол на островот на страшниот змеј, а јас им раскажав се што имав доживеано. Потоа, откако ме најадоа и ме облекоа, галијата си го продолжи патот. По неколку дни ние застанавме покрај островот Салахит и трговците што патуваа на галијата слегоа на брегот за да ја продадат или разменат својата стока. Само јас немав ништо и останав натажен на галијата. Капетанот се доближи до мене и ми рече: "Ти си сиромав човек и затоа јас сакам да ти помогнам. Со нас патуваше еден трговец кој се изгуби и сега не знаеме дали е жив или е умрен. Неговата стока се наоѓа на галијава. Земи ја и продаја, а ние ќе те наградиме за трудот. Она што ќе остане непродадено ќе го однесеме во Багдад и ќе им го предадеме на неговите роднини." Капетанот им заповеда на морнарите да ја извадат стоката на изгубениот трговец. "На чие име да ја запишеме?" праша писарот на галијата. "Запишете ја на името Синдбад морепловецот." При овие зборови на капетанот јас се зарадував и викнав: "Јас сум Синдбад морепловецот и жив и здрав сум. Вие ме заборавивте на островот кога заспав, а птицата Рух ме однесе во долината на елмазите." Кога ме слушнаа што зборувам, морнарите и трговците ме обиколија. Некој од нив ми поверуваа, а други помислија дека измислувам. Тогаш еден трговец се сврте кон капетанот и рече:
Се сеќаваш ли кога ти расправав дека во долината на елмазите фрлив половина заклана овца, која орел ја донесе на планината со еден човек? Тој човек сега стои пред нас и се вика Синдбад морепловецот. Капетанот на вистина се увери дека јас сум Синдбад морепловецот, ме прегрна и рече: Земи си ја стоката и продаја побргу зашто тргнуваме. Јас слегов на брегот и ја продадов стоката со голема печалба, па галијата одново тргна на пат. Многу мориња препловив и какви ли чуда не видов. Во едно море пливаа риби што личеа на крави и магариња, во друго море имаше птици што живеат во пукнатини како ракови, а ги ведат своите јајца на водената површина без да се појавуваат на брегот. Со истата галија стигнав до пристаништето во Басра, а оттаму се вратив во Багдад. Кога го завршил расказот за своето трето патување, Синдбад морепловецот му дал на Синдбад носачот 100 жолтици и го поканил да дојде и следниот ден за да ги слушне неговите идни премрежија и доживувања. Утредента носачот отишол во куќата на трговецот, се собрале и другите гости и наседнале крај раскошната трпеза. Синдбад морепловецот си ја помазнил брадата и почнал да го раскажува своето четврто патување. Се имав заколнато веќе да не патувам и спокојно да си го поминам остатокот од животот во родната куќа, но еден ден мојата стара авантуристичка страст се разбуди во мене и јас одново го напуштив Багдад со многу стока. И овој пат тргнав од пристаништето во Басра со една голема галија заедно со други трговци. Првите денови времето беше убаво, но потоа задуваа силни ветрови и едно утро не зафати страшна бура. Капетанот им заповеда на морнарите да фрлат котва среде отворено море, но незиниот синџир се скина и од платната останаа да висат само партали. Брановите ја преплавија палубата, галијата се распука и почна да тоне. Одвај успеавме да се спасиме, ние неколкумина патници. Другите се исподавија и потонаа на морското дно. Фатени за една штица од галијата, ние со мака допливавме до еден каменлив остров. Излеговме на брегот и откако се посозедовме, тргнавме низ непознатата земја. По долго талкање, од спротива ни се покажа една висока зграда слична на дворец. Кога се приближивме до незината врата, однатре изрипаа полуголи луѓе кои не фатија и не одведоа кај својот цар. Царот не покани да седнеме и заповеда да не нагостат. Пред секого од нас ставија по една чинија со некакво чудно јадење, какво што дотогаш никој од нас немаше вкусено. Моите другари лакомо се нафрлија врз донесената гозба, но јас пробав само неколку касаја и ја тргнав чинијата настрана. Владетелот на островот излезе човекојадец. Неговите луѓе ги ловеле тугинците на островот и ги хранеле со такво јадење, од кое секој човек го губел својот разум и заприлегал на животно. Дворјаните ги гоеле и мачкале тугинците со кокосово масло, ги изнесувале на пасење како добиток, потоа ги јаделе живи, а царот печени. Откако се најадоа моите другари, царските слуги ги напоија и ги намачкаа со кокосово масло, па јас забележав дека изгледот на несрекните стрвници се измени, а очите им се замаглија од тап животински поглед. Од тој ден натаму, секое утро еден пастир ги изведуваше на пасење моите преобразени другари. Од страф и глад јас сосем ослабнав, така што ребрата ми се броеја, па затоа дворјаните ме испуштија одоко и никој не се сеќаваше за мене. Еднаш суитрина се извлеков и тргнав низ островот. Пастирот што ги пасеше моите другари ме виде и кога свати дека не сум го загубил разумот, ме викна со рака и ми рече:
Оди по оваа патека се додека не дојдеш до еден крстопат. Таму ќе свртиш надесно и ќе излезеш на султановиот друм, кој ќе те изведе надвор од земјата на нашиот цар. Јас брзо зачекорив по патеката и одев 7 дни и 7 ноќи, хранејки се со корени и јаготки. На 8-миот ден из утрината сретнав добри луѓе кои ме прашаа од каде идам и каде одам. Им ги раскажав моите незгоди и тие ме одведоа кај царот на таа земја. Царот ме покани на својата трпеза и откако му раскажав што се имам доживеано, тој се вчудовиде и извика: Досега немам слушнато почуден расказ. Биди добре дојден туѓинецу и остани да живееш кај мене. Така јас останав да живеам во дворецот на овој цар кој се викаше Тајгамус. Тој ме засака и ме опсипа со доброчинства. Еден ден, како што седевме двајцата и си разговаравме, цар Тајгамус ми рече: Синдбаде, нешто ќе те замолам. Вети ми дека ќе ја исполниш мојата молба. Господару, ти си мој добротвор и јас со готовност ќе ја исполнам секоја твоја желба, му реков. Со што можам да го израдувам твоето милозливо срце? Остани за секогаш кај нас, рече царот. Јас ќе ти најдам добра и убава жена и ти ќе бидеш виден човек. Зборовите на цар Тајгамус ме збркаа. Јас се уште ја немав загубено вербата дека порано или подоцна ќе се вратам во Багдад, а сега требаше да и се покорам на царската волја. Нека биде како што си намислил, се согласив јас. Останувам за секогаш во твојот град. Царот ме ожени за керката на својот везир, ми подари куќа и пари и јас среќно заживеав. Неколку години поминав во градот на цар Тајгамус и лека полека почнав да го заборавам Багдад. Се спријателив со многумина луѓе и сите ме сакаа и ме почитуваа. Едно утро кај мене дотрча мојот сосед Абу Мансур. Лицето му беше пропаднато, а очите полни со солзи. Што се случило, пријателе? Го прашав. Ноќеска умре жена ми, одговори тој. Не очајувај, се обидов да го утешам јас. Со одминување на времето и тагата ќе ти исчезне. Ти си млад човек и ќе живееш уште многу години. Но Абу Мансур плачејки проговори. Како ќе живеам долго кога имам само уште еден ден да живеам? Таков е обичајот во нашава земја. Ако умре еден од сопружниците, со него го погребуваат и другиот што е останат жив. Се обидов да го смирам мојот сосед и му ветив дека ќе го замолам царот за милост. Но, кога се јавив кај цар Тајгамус и му ја кажав мојата молба, тој одмавна со глава и рече: Се друго барај, само тоа не. Јас не можам да го нарушувам обичајот на моите прадедовци. Утре Абу Мансур ќе биде погребан заедно со жена си. Семоќен господару, извикав јас. А ако умре жената на некој туѓинец, дали и незиниот сопруг ќе мора да ја придружи во гробот? Да, одговори царот. Но ти не плаши се за себе. Твојата жена е се уште многу млада и ти сигурно ќе умреш пред неа. Возбуден и исплашен од зборовите на цар Тајгамус, јас се вратив дома и од тој ден постојано мислев како да ја зачувам жена си, за да не се разболи од некоја смртоносна болест. Мина доста време и еден ден се случи она од која јас најмногу се плашев. Жена ми тешко се разболе и по неколку дни умре. Царот и сите жители на градот дојдоа да ме утешат како што налагаше обичајот. Ја облекоа и ја накитија жена ми со најубави облеки и скапи накити, ја положија на носило и ја понесоа кон блиската планина. Таму имаше длабока јама покриена со тешка камена плоча. Откако ја поместија плочата и го спуштија телото на починатата во јамата,
Моите пријатели и роднини на жена ми почнаа да се проштеваат со мене. Јас сватив дека настапил мојот смртен час, па очајно завикав. Јас сум тугинец и не ги признавам вашите обичаи. Не сакам да умрам во оваа јама. Но испраќачите не им обрнаа никакво внимание на моите довикувања, ме врзаа и ме фрлија во јамата, потоа фрлија внатре 7 пченични лепчиња и бардаче свежа вода, го затворија отворот со тешката плоча и се разотидоа. Во почетокот ништо не можев да видам, но кога ми свикнаа очите на темница, забележав дека се наоѓам во огромна пештера. Плочата не беше добро наместена врз отворот и низ една тесна пукнатина продираше слаба светлина. Пештерата беше полна со мртовци, раскошно облечени и украсени со скапоценности, и насекаде се белеја коските на одамна погребаните покојници. Ме опфати мака и очај, па си реков: не ке можам да се спасам и тука ќе ми изгнијат коските. Откако се ослободив од јажињата со кои бев врзан, се сместив во еден оддалечен кат на пештерата, чекајќи ја смртта, штедејќи ги притоа лепчињата и водата, за да ми потраат за подолго време. Така, занесен во мислите за мојот роден град Багдад и за моите роднини и пријатели, сум задремал, кога нешто близу до мене зашушка и ме разбуди. Јас грабнав една бутна коска и тргнав во правец на шумот. Одненадеж крај мене претрча некакво животно и јас се впуштив по него. Во дното на пештерата заблеска светлинка како звезда и колку повеќе се доближував кон неа, таа стануваше се посилна. Најпосле стигнав пред отворот на една голема јама излабена во планинскиот рбет, веројатно од диви зверови што доаѓале по пештерата за да ги глодаат мртовците. Јас излегов надвор и се најдов во подножјето на една планина од која шумно се разбиваа морските бранови. Се зарадував и во мене одново се роди надежта за спасување. Може би ќе намине наваму некоја галија и ќе ме прифати, си помислив и седнав на еден камен, за да се надишам од свежиот утрински воздух. Откако поседов на каменот и му заблагодарив на Аллаха за моето среќно спасување, се вратив во пештерата, ги собрав најубавите облеки и скапоцените украси на видни мртовци, ги изврзав во бовча и ги пренесов на морскиот брег. Преквечер, врз гребенот на брановите се појави една галија. Без да се задржувам, јас извлеков од бовчата еден бел мртовечки покров, го врзав на долг прат и го размавав над мојата глава. Капетанот ме забележа и испрати еден чун со неколку мина морнари, кои ме прифатија и ме прибраа на галијата. Како си се нашол на ова пусто место? Ме праша капетанот. Патував по трговија, одговорив. Но галијата ни потона и јас одве успеав да се спасам со оваа бовча облеки. Потоа му дадов на капетанот еден скапоцен камен и му реков: земи го овој подарок од мене, зашто без твојата помош јас ке загинев. Не, рече тој. Наш долг е да ги спасуваме бродоломниците без да примаме подароци од нив. Кога ќе умреме и ќе појдеме кај Аллах, тој ќе не награди за добрите дела. Нашата галија крстосуваше низ многу мориња и еден ден среќно стигна до Басра, од каде што јас го продолжив својот пат за Багдад. Така заврши моето 4-то патување и утре, ако сме живи и здрави, ќе дознаете какви премрежија преживеав понатаму. Синдбад морепловецот бркнал во појасот, извадил 100 жолтици и му ги дал на Синдбад носачот, напомнувајќи утредента да дојде во истото време. Следното утро, кога дошол носачот и гостите одново се собрале, Синдбад морепловецот се истегнал на диванот и почнал да го раскажува своето 5-то патување. И така, јас одново заживеав во Багдад и набргу ги заборавив премрежијата што ги доживеав. Еднаш отидов во Басра по работа и излегов да се прошетам крај пристаништето.
Кога го видов спокојното сино море и блескавото сонце, нешто ме привлече кон далечниот хоризонт. Не можев да му се противставам на искушението и тргнав по белиот свет со една галија, на која имаше и други трговци. Патувавме 2 дена и 2 ноќи и третиот ден, додека сум спиел, галијата стигнала до некаков пустински остров. Моите другари излегле на брегот и недалеку од него догледале една огромна бела купола. Се приближиле до неа и без да знаат дека е тоа јајце на птицата рух, почнале да го удираат со камења. Лушпата на јајцето се скршила и однатре протекла вода. Се покажал долг клун, глава и нозе и патниците го извадиле скриеното пиле, го испекле и го изеле. Во тоа време се разбудив и кога слушнав што направиле моите другари, свикав од палубата. Брзо бегајте на галијава, зашто птицата рух веднаш ке се одмазди за отепаната рожба. И навистина, во истиот миг наоколу се стемни и над островот одненадеж се спушти џиновска птица. Кога го догледа скршеното јајце, таа испушти грозен крик, неколку пати се изви во воздухот и летна некаде. Трговците и морнарите веднаш избегаа на галијата, се засолнаа кој каде најде и помалку галијата брзо се понесе по морската шир. Но, наскоро птицата рух одново се појави, овој пат придружувана од друга, уште поголема птица, без друго машката. Обете носеа во своите канџи по еден огромен камен колку цела карпа. Едната од птиците го фрли каменот врз нас, но тој не погоди и со страшна сила падна во водата. Морето се разбранува и ние одве се задржавме над накренатите бранови. Последува вториот удар од другата птица и овој пат каменот падна врз самата галија, ја здроби и ја повлече кон морското дно. Брановите ги голтаа сите трговци и морнари, само јас успеав да се фатам за една штица од галијата и со надчовечки усилби да излезам на брегот на непозната земја. Капнат од умора, долго лежев на морскиот брег и по едно време, откако си дојдов на себе си, ми се стори дека се наоѓам во самата рајска градина. Наоколу цутеа невидени цвеќиња, шумолеа дрвја натежнати од плодови, весело црцореа разнобојни птици, бистри поточиња се извиваа низ тревата со сребрен блесок, а покрај нив подскокнуваа разиграни срни. Се напив вода од блискиот извор, изедов големо јаболко и легнав под едно дрво. Набрко, откако легнав, сум заспал. Цел ден и цела ноќ сум поминал во непрекинат сон и на следното утро се разбудив одморен и живнат од сончевите зраци. Откако си ја подкрепив снагата со плодови, тргнав да ја разгледам оваа благословена земја во која бев попаднал. Одев, но никаде не сретнав жива душа. Најпосле решив да се одморам и влегов во една сенчеста шумичка. Току што влегов во шумичката, гледам, покрај еден поток седи некаков старец со долга бела брада, наметнат со наметка од лисје. Седи старецот до самата вода и ме гледа некако натажено. Да те благослови Аллах, му реков јас. Зошто си седнал крај овој поток? Старецот не одговори, само ми даде знак со рака како да сакаше да рече пренеси ме преку потоков. Ќе те пренесам, си помислив, и откако се доближив до него, го кренав на раменици и го пренесов преку потокот. На спротивниот брег сакав да го симнам, но старецот ме зграпчи за вратот и јас видов дека нозете му се црни и тврди како на бивол. Се исплашив и се обидов да го отфрлам непознатиот, но тој ме вклешти уште посилно за вратот и почна да ме дави. Ми се стемни пред очите и јас како мртов се струполив наземи.
Одеднаш старецот се закикоти и со сета сила ме заудира по грбот и по рамениците, додека не ме исправи одново на нозе. Од тогаш јас почнав да го носам на грб каде што ќе посакаше тој, движејки се со него од утро до вечер, а кога легнував да спијам, проклетникот продолжуваше да ми седи на грбот. Потоа ме разбудуваше со клоци и одново ме тераше да го носам низ островот. Еднаш, додека минував низ еден бостан, догледав многу тикви од кои повеќето беа исушени. Зедов една голема сува тиква, ја излабив со остар прат и однатре ја исчистив. Потоа набрав грозје од блиското лозје, ја наполнив тиквата со гроздов сок и ја оставив неколку дни на сонце, додека сокот се стори вино. Тогаш, секој ден си потпивнував од животворниот пијалок, кој ми ги враќаше силите. Што е тоа? Ме праша еднаш стариот. Најубавиот пијалок, му реков, го подмладува човека и му го развеселува срцето. И јас почнав да подрипнувам, да плескам со рацете и да пеам. Злобниот старец ми ја грабна тиквата од рацете, ја накрена и го изголта сето останато вино. Не мина многу време и тој се развесели и се разигра врз моите раменици, но наскоро виното сосем го замелуши и тој длабоко заспа. Кога видов дека е пијан и дека одвај ми се држи на грбов, јас лесно го симнав наземи, зедов еден голем камен и го отепав. Аллах нека ми го прости овој грев. На овој начин се ослободив од својот мачител и уште многу дни поминав на островот, додека едно утро крај брегот не запре една галија од далечен пат и ме прибра на палубата. Капетанот заповеда да ме нахранат и да ми дадат нова облека, а јас му раскажав каква несреќа ме снајде. Старецот што си го носел на раменици бил самиот морски ѓавол и досега никој не се спасил од него, рече капетанот. Со помошта на Аллаха ти си успел да го надитриш и да се спасиш од сигурна смрт. И ние препловивме уште многу мориња и најпосле стигнавме во еден голем град, обкружен со високи планини и шуми. По улиците и плоштадите на овој град се сновеа црнокожи луѓе со изразито бели заби и црвени усни, а на градскиот пазар ја фалеа својата стока трговци од целиот свет. Персијци, индуси, европејци, турци и кинези. Колку долго сум поминал во обиколување и разгледување на градот, не помнам, но по едно време кога се созедов видов дека галијата отпловила. Како што стоев така среде пазар и се чудев што да правам, покрај мене помина еден човек со долг халат и со бела чалма на глава. Тој застана пред едно казанџиско дуќанче, си купи таз и бакарен ѓум и тргна понатаму. Јас го настигнав, му се поклонив и реков: Добар ден, чесен трговецу. Ти да не си од Багдад? Здраво, земјаку, радосно извика човекот со чалмата. По твоите зборови веднаш разбрав дека си од Багдад. Веќе 10 години живеам во овој град и сега првпат слушам арапски збор. Дојди со мене да си поприкажеме за Багдад и за неговите прекрасни градини. Трговецот ме одведе дома кај него, ме нагости и потоа долго зборувавме и се сеќававме за нашиот роден град. На стемнување домакинот ми рече: Јас сакам да ти го спасам животот и да те направам богат човек. Овој град се вика град на црнокошците и сите негови жители се зинџи, вид на црнци. Тие живеат во своите куќи само дење, а ноќта ја поминуваат во своите чунови на море. Штом ќе настапи ноќта, од шумите на околните планини, во градот се спуштаат цели стада мајмуни, кои ги напаѓаат и ги отепуваат луѓето. На разденување мајмуните се повлекуваат во планините, а зинџите се враќаат по своите домови. Наскоро сосем ќе се стемни и крвожедните ѕверови ќе дојдат. Додека се уште има време, треба да бегаме, инаку мајмуните ќе не растргнат.
Ти благодарам, Спасителу мој, извикав јас. Кажи ми го твоето име за да знам како да те викам. Јас се викам Мансур, одговори мојот сонародник. Ајде да станеме и да тргнеме. Излеговме надвор и се упативме кон морето. Улиците и плоштадите беа просто преплавени од народ. Мажи, жени и деца трчаа и надпреварувајки се бегаа да се спасат. Кога дојдовме на пристаништето, Мансур го одврза својот чун и ние запловивме кон натрешноста на морето. Погледни ги, доаѓаат, рече Мансур и со рака посочи во далечината. И одеднаш од планините од спротива заблескаа и лјадници пламенчиња што се завлечкаа надолу и стануваа се поголеми. Најпосле пламенчињата се приближија кон градот и на широкиот плоштад се појавија безброј мајмуни со запалени факли во шепите. Мајмуните се растурија низ пазарот, изнаседнаа подуќаните и почнаа да тргуваат. Едни од нив продаваа, други купуваа. Во кафеаните, мајмуните готвачи вртеа овни на ражен, вареа ориз, печеа леп. Купувачите пак пробуваа облека, одбираа садови и ткаенини, се караа и се тепаа меѓу себе. Ваквата мешаница траеше се до разденување. Кога се зазори, мајмуните се упатија кон планините, а граѓаните се вратија по своите домови. Си дојдовме и ние со Мансур дома кај него и седнавме да каснеме малку. Јас одамна живеам во градот на црнокошците и веќе се зажелев за мојата татковина, рече тој. Наскоро ќе заминеме обајцата за Багдад, но пред тоа ти ќе треба да спечелиш повеќе пари за да излезеш пред твоите роднини онака како што му прилега на трговец. По планините од спротива растат шуми со палми полни со прекрасни кокосови ореви. Зинџите многу ги сакаат тие плодови и за нив даваат злато и скапоцени камења. Но палмите се толку високи што ниеден човек не може да дојде до оревите и да ги скине. Јас ќе те научам како да дојдеш до нив. Утре ќе појдеме во шумата и ти ќе се вратиш оттаму како богат човек. Следното утро, кога мајмуните го напуштија градот, Мансур зеде од дома две тешки вреки, ја нарами едната, а другата мене ми ја префрли на грб и рече: Оди по мене и што правам јас, истото прави го и ти. Ние отидовме во планината и се најдовме среде голема шума од кокосови палми. По врвовите на дрвјата седеа многубројни мајмуни. Кога не догледаа, тие зверски ни се озабија и закрескаа колку што ги држи глас. Јас се исплашив и токму кога сакав да избегам, Мансур ме запре и ми рече: Одврзи си ја вреќата и види што има во неа. Јас се одврза вреќата и видов дека е полна со мазни валчести каменчиња. Мансур исто така ја разврза својата вреќа и од неа извади грст од каменчињата и ги фрли кон мајмуните. Мајмуните почнаа да рипаат од палма на палма со диво крескање, фрлајки по нас кокосови ореви. Ние бегавме и се криевме меѓу дрвјата и само два од оревите лесно не закачија. Наскоро земјата околу нас се покри со крупни кокосови ореви. Кога сосем ни се испразнија вреките, ние ги прибравме во нив бараните овошки и се вративме во градот. Потоа ги продадовме оревите на пазар и за нив добивме толку злато и скапоцени камења, што одвај ги донесовме до дома. Утредента одново отидовме во шумата и ги наполнивме вреките со кокосови ореви. Така за неколку дни, целата куќа на Мансур се преполни од богатства и не можеше веќе да собере никакви блага. Сега можеме да си најмиме една галија и да заминеме за Багдад, рече Мансур. Ние ја одбравме најголемата галија, ја натоваривме со злато и скапоцени камења и отпловивме кон родниот крај. Времето ни се погоди добро и целиот пат не ни се случи никаква незгода. Кога стигнавме во Басра, го натоваривме своето богатство на камили и во една сончева приквечерина
нашиот карван срекно пристигна во Багдад. По расказот за своето петто патување, Синдбад морепловецот ја крена својата чаша и наздрави во чест на насобраните гости, ветувајќи дека следното утро ќе им раскаже што се случило понатаму. Пред да го испрати Синдбад носачот, тој не заборавил да му ги даде вообичаените 100 жолтици. Носачот си отишол дома и утредента откако ја прочитал својата молитва, одново се јавил во куќата на својот домакин. Дошле и другите гости, наседнале крај трпезата и Синдбад морепловецот го почнал необичниот расказ за своето 6-то патување. Се вратив кон својот поранешен, распуштен и безгрижен живот во Багдад, па не минуваше ден без пирување и веселби. Но, кога на човека му е речено да трга од своја глава, ништо не може да ги спречи неговите идни несреки. Еднаш во мене се всади мислата да го напуштам својот дом и одново да тргнам по белиот свет. Намамен од таа мисла, јас понесов многу стока, ја натоварив на една галија со 3 платна и тргнав од Басра во непознати далечини. Сонцето изгреваше и заоѓаше, а ние патувавме и не догледувавме никаков брег. Едно утро капетанот загрижено извика: "Нашата галија го има сгрешено патот и ние сме западнати во непознато море." Тој се искачи на главната катарка и се загледа на сите страни. Во тоа време задува силен ветар и не залула над разбеснетите бранови. Долго се боревме со водената стихија, додека најпосле нашата галија не удри во еден карпест остров и се разби на парчиња. Во бродоломот загинаа речиси сите морнари и патници и само неколкумина од нас преживеа и се извлекоа на брегот. Ние тргнавме низ островот и стигнавме до една река на чиешто дно блескаа бисери и скапоцени камења. Крај брегот на реката од обете страни растеше кинеско алое, а на едно место извираше амбра која од силната сончева топлина течеше како растопен восок. Го собравме наедно јадењето што го имавме и секој ден јадевме помалку од него за да ни потрае подолго време. Но дните одминуваа, а јадењето ни се сврши и моите другари почнаа да умираат од глад. Така изумреа сите и јас останав сам, очекувајќи смртта да ме грабне и мене. Токму кога се помирив со мислата дека ќе загинам на тој пуст остров, неочекувано ме зарадува една среќна мисла. Рекава мора да има почеток и крај, си реков. Ако направам сплав и заплувам по незиниот тек, можеби ќе дојдам до некое населено место. И со последните сили што ми беа преостанати, јас направив еден сплав од распарчената галија, го натоварив со бисери, скапоцени камења, алое и амбра и се спуштив по текот на реката. Наскоро пред мене се испречи висока планина низ која водата имаше пробиено тесен премин. Сакав да го свртам сплавот назад, но ме зафати видел и текот ме повлече под планината. Во почетокот беше светло, но колку што навлегував повнатре, темницата се повеќе се згустуваше додека не ме обкружи полн мрак. Неочекувано главата ми удри во еден камен, преминот стануваше се понизок и потесен, така што сплавот со мака се движеше напред. Легнав мешечки и не смеев ни да мрднам. Ми се чинеше дека секој миг планината ќе се урне врз мене и ќе ме потисне. Најпосле, исцрпен од слабост и измореност, сум заспал. Кога се разбудив, околу мене блескаше сонцето, а сплавот беше врзан крај реката. На брегот беа насобрани многу луѓе кои нешто живо расправаа меѓу себе и со раце ме покажуваа мене. Еден белобрат старец во скапа наметка се оддели од толпата и ме праша. Кој си ти, тугинецу? Како си стигнал овде? А вие кој сте и која е оваа земја? Прашав јас.
Ние сме мирни селани, рече старецот. Дојдовме да земеме вода за нивите и кога те видовме дека спиеш, ти го врзавме сплавот за брегот. Кажи од каде доаѓаш и што бараш кај нас? Прво дајте ми да каснам нешто зашто умирам од глад, а потоа прашајте ме што сакате, ги замолив јас. Старецот ме одведе дома кај него и богато ме нагости. Јас поминав неколку дни кај него и му ги раскажав сите мои доживувања и патила по белиот свет. Потоа го прашав: ќе ми помогнете ли да се вратам во Багдад? Брате мој, рече старецот, немој ни да помислуваш на враќање, зашто ние нема да те пуштиме. Ако се вратиш во твојата татковина и раскажеш каде си бил, вашите луѓе ќе дојдат тука и ќе ја завладеат нашата земја. Продај го она што си го донел и остани да живееш кај нас во изобилие и безгрижност. И јас останав заробеник во туѓа земја. На пазарот ги продадов скапоцените камења и другите богатства и за нив добив многу убава стока. Но тоа богатство не ме радуваше, а тагата по татковината постојано го измачуваше моето несрекно срце. Многу дни поминав на островот и се спријателив со многу луѓе. Еднаш кога излегов од дома ми направи впечаток дека на улиците не сретнав ни еден маж. Само деца и жени се сновеа наоколу. Запрев едно момче и го прашав: каде ви се мажите, да не се отидени на војна? Не, одговори момчето. Не се на војна. Па зарем ти не знаеш дека секоја година на овдешниве мажи им израснуваат крилја и тие одлетуваат од островот. По 6 дена се враќаат и крилјата одново им паѓаат. И навистина по 6 дена сите мажи се вратија во градот и животот си продолжи по старо. Ми се присака и јас да летнам во воздухот и решив идната година да замолам некого да ме поведе со себе. Но колку и да ги молев, никој не ме примаше. Најпосле, по долго убедување, мојот најдобар пријател, кој имаше казанџиски дуќан на градскиот пазар, се согласи да ми ја исполни желбата велејки ми: кон крајот на месецов дојди на Ридот близу до градската порта. Јас ке те земам со мене. Во договорениот ден, уште рано изутрина, јас отидов на Ридот. Казанџијата веќе ме чекаше. Наместо раце, на рамениците имаше израснати крилја со блескави перја. Тој ме качи на грбот и ми рече: сега ќе летаме над земји, планини и мориња, но запамети, цело време додека летаме ти треба да молчиш и да не отвараш уста. Ако проговориш само еден збор, обајцата ќе загинеме. Ќе молчам, му ветив јас. И казанџијата ги рашири крилјата и летна во воздухот. Ние се издигавме се повисоко и повисоко, додека по едно време земјата под нас нестана мала како чаша фрлена в море. Јас не можев да додржам и извикав: ова е чудо невидено! Уште не ги имав доречено зборовите, крилјата на мојот пријател бесилно се обвиснаа и ние полека почнавме да паѓаме надолу. За среќа, токму во тоа време летавме над некаква голема река и јас падна во водата без да настрадам. Крилјата на мојот пријател се натопија во водата, натежнаа и го повлекоа кон дното. Јас одвај успеав да се извлечам на брегот. Си ја слеков водената облека, ја исушив и кога пак ја облеков, гледам, наспротивниот брег од кај едно дрво исползе една огромна змија, која во устата држеше некаков човек со долга бела брада. Несрекникот мафташе со раце и со сета сила викаше: помош! На оној што ќе ме спаси ќе му го дадам половина мое богатство. Вмиг грабнав еден голем камен и го фрлив врз змијата. Каменот ја преполови надве и таа ја испушти вклештената жртва. Човекот се стрча кон мене и насолзан од радост извика: кој си ти, незнаен добротворецу? Кажи ми како се викаш за да го знаат моите деца спасителот на нивниот татко.
Јас сум Синдбад морепловецот, реков. А ти кој си и во која земја се наоѓам? Јас сум Хасан Златарот, одговори човекот. Ние се наоѓаме во благословената египетска земја недалеку од прочуениот град Каиро, а оваа река е Нил. Ела дома кај мене за да те наградам за добрината што ми ја направи и која јас никогаш нема да ја заборавам. И Хасан Златарот ме одведе дома кај него и ми ја даде ветената половина од неговото богатство. Така јас добив толку пари и стока колку што не сум имал дотогаш. Сето тоа го натоварив на еден бескраен карван, се збогував со мојот штедар дарител и тргнав од Каиро за Багдад. Кога си дојдов дома, голема беше радоста на моите роднини и пријатели, гледајки ме жив и здрав. Така, јас заживеав среќно во мојата родна куќа и се заколнав пред Аллаха дека нема веќе да им подлегнувам на искушенијата и дека ќе останам во Багдад до крајот на својот живот. Така завршува приказната за Синдбад морепловецот, кој им ги раскажал на своите гости необичните доживувања за време на своите 6 патувања. Синдбад морепловецот му дал на Синдбад носачот уште 100 жолтици и од тој ден тие станале неразделни пријатели. Ви благодариме што останавте со нас до крајот на оваа аудиокнига. Доколку ви се допадна, ве покануваме да се претплатите на каналот, бесплатно е, а вашата поддршка навистина многу ни значи. Во описот на видеото ќе најдете плейлисти со уште аудиокниги на каналот Гласот на книгата и продолжете со слушање. Пријатно до следната приказна.